Сексуално образование никако не смее да се дозволи во ниедно друго освен во 9-то одделение, но и за тоа треба наставниците да се многу поподготвени за да го пренесат на правилен начин, предупредуваат дел од просветните работници. Според нив политиката на Министерството за образование последниве неколку години е нетранспарентна и сите промени се планираат за затворени врати. Така и со случајот со сексуалното образование, кое МОН засега го планира како пилот проект, а според реакциите во јавноста, ниту родителите, ниту наставниците не биле консултирани за оваа концепција. Политиката која што во последниве години МОН ја води воопшто не се допаѓа затоа што тврдоглаво турка нешто без да се исконсултира ниту со родителите, ниту со наставниците, ниту јас, ниту некој од родителите на кои што им ги учам дечињата беа консултирани, ниту пак познавам некој колега кој што анкетиран во однос на овие нови реформи и сето тоа така некако сака да се истурка, да се вметне без да има информации во јавноста. Родово сензитивното образование преку сеопфатното сексуално образование, како што гласи и самата концепција на МОН, им пречи на родителите доколку биде воведена за помладите основци. Според нивните информации, учениците за родови улоги и сексуални чинови ќе учеле уште од својата 6-та година. И ако тоа се воведе, се закануваат со бојкот на наставата. Како предмет сексуално образование нам воопшто не ни смета ако се воведе во 9-то одделение, бидејќи возраста е соодветна, но ни смета ако учениците го учат тоа на 6 години. Многу стручни лица и родители не се консултирани, не ни се познати темите на изучување кои се многу осетливи и се одвива за затворени врати. Доколку не успееме во целта оваа концепција да се отстрани од образовниот процес, ќе ја бојкотираме наставата од септември. Од Бирото за развој на образованието појаснуваат дека пилот проектот ќе се воведе во 3 училишта во Скопје и едно училиште во Тетово, за 9-то одделенците, со доброволно учество и согласност од родителите. Воведувањето на сеопфатно сексуално образование во основните училишта ќе значи унапредување на родовата еднаквост, инклузивноста и толеранцијата, но и превенција од сексуалното вознемирување и насилството. Со оваа концепција 9-то одделенците ќе учат за хомосексуалноста, насилството, сексуално преносливи болести, за дискриминација, врски и односи.